Превртен мотор, чаури по улицата и искршени излози на продавници сведочат за престрелката во Дукјанџик. Едно лице на возраст од 30 години со тешки повреди е пренесено во ургентниот центар. Лекарите велат го примиле со прострелни рани во главата и тој е во критична состојба, пренесен на неврохирургија. Според информациите на ургентниот центар се работи за лице со иницијали АС на 30 годишна возраст. За сега напаѓачите се непознати за полицијата, иако според неофицијалните информации се работи за одмазда. Полицијата информира дека престрелката се случила во 14 часот на Битпазар, но не откриваат детали за напаѓачите. Полициски службеници од полициската станица Битпазар излегле на местото и било констатирано дека се работи за престрелка помеѓу две групи од по 5 до 6 лица, при што едно лице е повредено и е пренесено во ургентниот центар. Пукањето го слушнале луѓето кои работат во продавниците, кои веднаш избегале внатре. Сведочат дека се слушнале многу истрели. Имаше многу пукање и влегувавме внатре, све. Да. И тоа е. Доста истрели се слушнале? Што знам, многу. Ама што беше како беше, не видовме затоа што влегувавме внатре. Погоден ли е вашиот дуќан? Гледам соседниот дека не. Оној да, ние не. Тој работеше, имаше луѓе? Да. Не знам за луѓето, не сме виделе, пример. Бев во џамија, кога искочив. На молитва се случуваше? Да. Па негде трае малце повише, зависи и тоа. Кога дојде више беше завршено. А видовте нешто, тела повредени имаше? Не, еден слушавме само како вика, иначе повише ништо. Од болките веројатно. Во близина на местото и основно училиште Јашар Бејшкупи, каде во моментот се одвивала настава. Учениците биле веднаш евакуирани и повикани нивните родители да ги земат од школа. Филмска престрелка ги вознемири сите жители на Битпазар. Поканиот е веројатно лице кое што е на 30 годишна возраст и син на познат командант од УЧК. Според првичните неофицијални информации, веројатно се работи за крвна одмазда. Во моментот на пукањето се одржувала и петочна молитва во џамијата во непосредна близина. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.